степен, а е дел од навивачката група Комити. Мои гости во студиото се господинот Иван Анастасовски и господинот Лазар Нанев, инаку двајцата универзитетски професори на кои што малолетничката деликвенција не име страна. Господа, добре дојдовте во студио 1 и ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување. Овој случај, конкретниот случај, како што веќе споменав, предизвика големо внимание во јавноста и очекувано со оглед на тоа што станува за изгубен млад еден живот. Меѓутоа, малолетничката деликвенција и вакви пресметки помеѓу групите, сега во конкретниот случај не знаеме зашто точно станува збор, се уште освен дека е нападнато тројца лица, меѓутоа не се нешто што не е познато за нас и што не е далечно. Зошто овој тренд на вакви пресметки расте во нашето општество, ако можеме така да кажеме? Мислам, благодарам на поканата. Ја пред се ќе кажам за овој делот кој што е околу навивачките групи, спортскиот делот, и колегата Лазар Нанев е најмеродавен и најрелевантен да коментира во другиот, и во правниот дел и во делот на таа малолетничка деликвенција. Во секој случај во државата се случи голема трагедија која, еве, за жал зема некои широки размери на тие социјалните мрежи. Трагично загубен млад живот во настан каде што врз него е извршено убиство, де факто со веќе тоа што се случи, нели? И од еден аспект, лично ја, човек кој работи во спортот и со навивачките групи, би сакал да апелирам да не тоа се врзува веднаш со спортот, со улогата на спортот во дадено општество. Да, спортот всушност е најмалата работа во овие. Апсолутно. Момчето, фактот што самото момче бил припадник на одредена навивачка група, дава за право на јавноста да веднаш коментира дека ова е некој повод или некој реваншизам, да речем, каде што убиството го извршиле припадници на некоја друга навивачка група. И веднаш на сето тоа се дава тој презнак на национализм, демек од различна етничка група. Јас само би сакал, би апелирал да бидеме предпазливи во сите наши коментари, да оставиме институциите на системот да си вршат својата работа. Логички е ние да вршиме одреден притисок, нели? И до крај да се расветлат сите мотиви на тоа што се има случено. Од аспект што би било добро првин да се заштити спортот каков таков, и на крајот најголемата трагедија сепак е за семејството на починатото дете, да тие имаат пред себе релевантни информации што тоа навистина се случи и зашто нивното дете е убиено. Да, но спортот ја имаше всушност најмалата улога во овој конкретен случај. Случајот беше искористен во повеќе насоки. Се зборуваше дека има и различна позадина, дека не е станува збор за пресметки меѓу навивачка група. Тука се обвини и полицијата за обид да се сокрие. Еве еден ваш коментар за се она што се случуваше поврзано со овој случај. Благодарам. Значи, најпрво би сакал да потенцирам дека малолетничката деликвенција е еден многу сериозен општествен феномен во Република Македонија, кој што според своите статистички податоци во изминатите неколку години наназад, иако имаме одредена стагнација во делот на самата појава, меѓутоа феноменолошките карактеристики упатуваат на неговата исклучителна сложеност, бидејќи се повеќе децата се појавуваат како сериозни сторители на кривични дела или, ајде да го употребиме терминот, децата кои што се во судир со законот согласно Законот за правда со децата, од аспект на феноменологијата, каде што се појавуваат како деца кои што извршуваат, би рекол, кривични дела со сериозни елементи на насилство. Насилството или агресијата всушност не прави да бидеме многу сериозни и внимателни во делот на самото реагирање, односно постапување во делот на малолетничката деликвенција и на сите действија кои што ги превземаат децата во овој изминат временски период. Знаете, одредени фактори, макрофактори, општествените, економските, традиционалните, историските, ако сакате и целокупниот општествен и политички амбиент и те како влијае на целокупната состојба во државата. И не само врз оние кои што се членови во навивачките групи. Не само врз оние кои што се, знаете, членството или припадноста на одредена група, во конкретниот случај, припадноста на самата жртва, ајде да речеме во конкретниот случај, на одредена навивачка група или општествена група, предизвика одредено внимание пред се во пошироката, меѓутоа и во научната структура, како би се квалификувало целокупниот овој настан.
Припадноста на социјалните мрежи, припадноста на навивачката група, бидејќи ние во Република Македонија во изминатите неколку години започнавме да говориме за криминалот од омразата. Знаете, нетолеранцијата, нетрпеливоста, припадноста на одредена група представува еден многу современ општествен феномен кој што развиените европски демократи или правосудни системи превземаат одредени превентивни мерки и активности како tego да го санкционираат. Ако се утврдат сериозни елементи дека постојат одредени елементи на криминал од омраза, сето тоа представува доволен основ за да влие како отежнителна околност при определувањето на видот и вистината на одредена кривична санкција. Меѓутоа, за да постои таков криминал од омраза, по дефиниција криминалот од омраза представува криминал кој што е мотивиран од нетолеранција, односно од одредена предрасуда спрема одредена општествена група. Што значи, потребно е да се дефинира мотивот како субјективен елемент при исполнувањето на законското битие на одредено кривично дело. Ние се уште сме во рана фаза, знаете, имаме конкретен кривично правен настан во кој што имаме конкретна жртва. Ние на социјалните мрежи ги следиме сите аспекти, ги следиме ставовите, мислењата, меѓутоа и одредени ставови кои што беа изнесени од страна на надлежните институции, пред се тука мислам на полицијата, кои што со особено внимание излезе во јавноста, не оставајќи одредени аспекти, би рекол под наводници одредени влијанија, се со цел да го балансира целокупното мислење во јавноста, како не би можело да дојде до одредени конфронтации помеѓу навивачките. И да минимизира штетата од лажните вести, предпоставувам. Дали вие гледате поврзаност и дали можеби самиот факт што комитите учествуваа на протестите против Преспанскиот договор може да биде на некој начин хушкачка атмосфера и повод за еден ваков настан? Дали и општата политичка состојба всушност влијае на нетрпеливоста меѓу... Мислам, генерално состојбите во нашата држава се на тој степен да секој момент се користи да се подгреваат тие национализми, ајде така да ги наречеме, кои што ќе можат понатака да продуцираат одредена општествена криза, каде што некој од тоа пак ќе мора да профитира. Дали се тоа одредени политички групации, одредени личности, сепак тие ќе сакат тоа да го искористат во својот контекст. За мене е сосема нелогички за еден ваков грозоморен чин да се јавуваат политички партии да даваат пресконференции. Мислам, тоа го нема никаде во развиениот свет. Ние, де факто, во моментот имаме, ево ова што го потврди колегата Лазар, убиство кое треба да се расветлува понатака институционално во постапка. За да на крајот сите имаме пред нас релевантни показатели што тоа навистина се случило. Ако почнеме секој од нас да тоа си го коментира како сака на свој начин на социјалните мрежи, да дава свое видување, тогаш доаѓаме до тоа подгревање на атмосферата и ширење на лажни информации или дезинформации, кои што во првите, ја говорам стално 24 часа, е најголем наплив на тие емоции кај луѓето од еден ваков настан. Логички е најпогодени се родителите, семејството на сега починатото момче. Се друго можеме да го ставиме дека некој може да си прави маркетинг од тоа. Затоа е многу сериозна ситуацијата каде што треба да дозволиме институциите, ова што го потенцираше и колегата Лазар, да си ја вршат својата работа за да имаме прецизни показатели што тоа навистина се случило. Факт е дека детето припаѓало на комитите, на навивачката група комитите, и сега од друга страна се дават предпоставки дека извршителите, кои мислам дека двајца се веќе и во притвор, поедниот се трага, да. Поедниот се трага, извршителите веднаш ги стават дека се во некоја друга групација. Да, првите информации беа дека се од групата шверцери. Не е спорно дека некој од сликите што ги веќе шернуваат во јавноста да ги познае. Но пак доаѓаме до тоа дека се тоа предпоставки, дезинформација. Да, токму тука ми се надоврзува и следното прашање. Од кога навивачките групи, како наместо бодрачи на екипите, стана синоним за насилни активности, за насилни дејствија, па ете вклучително можевме да ги видиме комитите и на протестот пред собрание и полициската реакција соодветно на тоа. Јас би сакал само овде да го надополнам колегата Иван. Многу важните прашања кои што во овој момент се дебатираат е во би рекол квалификацијата на самиот настан кој што се дава од различни би рекол експерти кои што уште повеќе ја отежнуваат целата ситуација, нели преку своите лични ставови. Едни со тврдењата дека се работи за насилство, па нота дека се работи за обично убиство, па свиреп убиство и така натаму, и сето тоа создава одредна правна тензија, одреден притисок према институциите, ја погрева атмосферата и од страна на едната навивачка група и од страна на другата навивачка група. И многу важно прашање во дадената ситуација
ситуација. Кој бил мотивот при извршувањето на овој кривично правен настан? Дали мотивот или намерата на сторителите на овој чин е како резултат или предизвикана поради припадноста на жртвата на одредена група, а тоа е припадноста на навивачката група на Комити. Ние во овој момент не знаеме, нели можеме само да претпоставиме, но тоа е предмет на надлежните институции, односно на јавното обвинителство, кој што понатаму во судска постапка ќе се утврдат оние субјективни елементи. Дали постоела, понатаму, дали постоеле предрасудите, нетолеранцијата за извршување на ова кривично дело, како би можело навистина во една правна процедура да се утврдат вистинските причини на овој кривишен настан и дали станува збор за криминалот. Се уште не се квалификува делото, нели се уште се очекува конкретната квалификација по обдукцијата. Морам да ви кажам, полицијата апсолутно не е врзана согласно закон за кривишна постапка да прави одредена квалификација, таа е должна врз основа на сите прибрани докази да поднесе кривична пријава до јавното обвинителство, јавното обвинителство понатаму врз основа на прибраните докази да ја дефинира правната квалификација на вистинското кривично дело и на крајот да се дефинира, да се препознае дали во дадената ситуација имаме или немаме криминал од омраза. Така, прашање за двајцата, она што го поставив од претходно, од кога навивачките групи стана синоним за насилство наместо нели група која што ја бодри одредена спортска екипа и нели првата слика за навивачки групи е лица со палки, мускулести лица, како ова изгледа нели примамливо за младите деца. Во Република Македонија сите состојби се вулгаризираат. Јас сум припадник на навивачка група и поддржам некој спортски клуб, исто и колегата Лазар. Не мора да значи дека ако вие поддржувате некој клуб или сте припадник на некоја група, по дефолт треба да бидете разбойник, криминалец и не знам што. Да, но кога во Македонија и зошто стана тоа синоним за... Не во Македонија, тоа е состојбата која се случува со години назад од самото самостојување, кога во принцип имаше одредени состојби да во поранешна Југославија токму припадниците на навивачките групи беа дел или иницијалната каписта да се растори една држава. И тогаш тоа знаете како верижно се случува, потоа вие ги имате тие навивачки групи каде што биле инфилтрирани. Првично секој од нас поддржува некој спортски клуб, сака, секој од нас сака спорт. И неспорно е да биде дел од... Апсолутно, и тоа е право на секој од нас. Меѓутоа, во тие групи, како што ги правевме сите наши проекти и сите наши дебати, истражувања биле инфилтрирани на времето. Луѓе со криминално досие, кои немаат врска со навивањето. И преку нив се случувале одредени општествени состојби негативни и потоа, знаете како, тоа се рефлектирало понатака во самите тие навивачки групи. И останал до ден денес таков еден епитет. Јас апсолутно пример не се слушам дека навивачките групи се представуваат синоним за разбойници, за криминалци. И таму има сосема нормални луѓе на високо интелектуално ниво, со образование и сето тоа. Значи луѓе кои си го сакаат клубот и примарната цел на навивачките групи и на секој поединец кој е припадник во одредена навивачка група, примарната цел е да го поддржува, да го бодри и кога му е најтешко да го храбри клубот за кој што навива. Но зошто да говорот на омраза како да стана составен дел на реториката на овие? Тоа многу пред да одговори многу едноставно. Ако мене некој финансиски ме стимулира да говорам контра вас, значи да се подлежни на финансиски политички влијанија, било што, ако некој ме мотивира, а вие не сте дел од некоја спортска игра таму и сега ја доаѓам на стадион, цујам против вас, вие немате врска со играта, што значи тоа? Тоа значи одредени надворешни влијанија преку тие навивачки групи да кажеме дека Дзинго бил тоа, дека председателот на ФФМ тој ниту игра, ниту е таму. Таму имате игра, имате фудбал, кошарка, ракомет, било кој од спортовите и вие тоа треба кога ќе гледате дека вашиот тим тоне во играта, игра слабо. Вие преку вашето бодрење треба да го подигнете, да му дадете. Тоа е улогата на навивачките групи. А не да скандираме контра вас или контра мене или контра поединец некој. Знаете, жалам што во Република Македонија за жал одредени навивачки групи се идентификува со помладоците на политичките партии. Тоа е во суштина клучниот проблем во Република Македонија, во кој што тие добиваат и одредена финансиска, меѓутоа и институционална заштита. Ајде да видиме колку случаеви ние во Република Македонија од аспект на насилството на спортските надпревари и во текот на самите, пред или по завршувањето на надпреварите, имаме реализирано правни случаеви.
се брои на едната рака, така, еден или два случаеви. Дали сме се запрашале зошто е тоа така? Кои се кочниците, односно пречките за институционално делување, па макар и превентивно делување? Колку државата во изминатите 20 години наназад, од осамостојувањето, делувала во делот на превенирање на ваквите случаеви? Зошто финансиски секојаш ги помага навивачките групи? Да, реално оние навивачки групи кои што се вистински љубители на фудбал, да надополнам дека истражувањата кои што ги правевме ние и на одредени земји од Западна Европа, навивачите се даваат, односно во одредени ситуации, излегуваат во пресрет на финансиско помагање на своите екипи, промовираат одредени културни вредности, го промовираат, да, сапорт, промовираат одредени фудбалски вредности, култура, начини, стилови. Погледнете го навивањето на светското првенство кое што е во тек. Каква култура и стил на однесување имат навивачките дракви? Какви емоции се случуваат и така натаму? Ние се уште како да се наоѓаме еден век наназад со одредени настилнички однесувања каде што предрасудите. Замислете, игра фудбалска репрезентација на Македонија со било која селекција. Тие навиваат да шиптари што ти ја знам. Зошто се јавува одредена предрасуда кога најдобрите фудбалери во моментот на фудбалската репрезентација на Македонија се албанци? Постигнуваат гол, тие со некои нетолерантни зборови така натаму ги навредуваат. Каква врска сето тоа има со самиот клуб? Сега ме подсетивте кај убиениот момче Никола Саздовски, на неговата слика под матурското табло пишува: Саздо е дете без никаква мана, учењето му е слаба страна, навивањето и тепањето секогаш му се во умот, овие 3 години ги помина во лудост, пие смртов шиптар е добар шиптар. Од кога ваквата реторика се најде кај навивачите? И дали односно, прашањето не е дали, туку колку е контрапродуктивна. Тоа е токму она што ви реков, рецидив од минатиот систем, каде што навивачките групи апсолутно беа злоупотребени. Че ја говорам за големи навивачки групи кои што се Дели, Бед Бул Бойси, значи кои растурија Торцида, кои растурија систем многу поголем од овој што го имаме ние денеска од 2 милиона, растурија систем од 25 милиона и они беа фактички злоупотребени. Тие истите потоа си дојдаа по своето. Потоа вие кога ќе ги употребите за една намена, не можете потоа да ги спречите тие да не прават да не манифестираат девијантно однесување. И да не бидат дополнително подложни на влијанија и ние се обидувавме и превентивно и укажувавме на државата, дајте да работиме повеќе на тој едукативниот дел на зближување на тие групи, бидејќи навивачките групи не се непријатели. Тие се само пријатели на општеството. Апсолутно, и тие се само одредени поддржувачи кои треба да си го бодрат собствениот тим. Имате навивачки групи кои идат пример само на кошарка. Имате навивачки не одат на друг спорт. Има како што е на МЗТ навивачката група на аеродром. Имате навивачи кои се одат само на фудбал. Не се идентификуваат со друг спорт. И тоа е окей. Тоа е сосема, меѓутоа нивната примерна цел е токму поддршката во тој сегмент. Она другото, сите тие општествени процеси кои ги поминуваме. Социјалната структура на навивачките групи. Економскиот сегмент, оно што ика колегата Лазар, финансиските бенефиции кои некој им ги дотура и ги усмерува во тој правец, да тие манифестираат девијантно однесување. И да нивното однесување на некој начин прави сериозна рефлексија во општеството. Ако се сеќа колегата Лазар Нанев на еден надпревар, мислам дека Англија или Македонија беше, Шкотска Македонија, кога се истакна еден банер овде, делегатот не сакаше да го почне надпреварот на националната наша селекција, додека тој банер не се... И во Македонија нели има такви правила донесени преку законот за спречување на 2004 декември го донесовме во. Вие практично сте еден од главните виновници за донесувањето на тој закон и тој закон има одредби кои што го спречуваат ова. Меѓутоа колку се почитува овој закон и колку е просторот за маневрирање и избегнување според вас? Многу малку. Иако се направија сериозни измени на законите, пред се во делот на она што значи измени во делот на законските битија и нови инкриминации во кривичниот закон, каде што и во делот на насилството и во делот на спортските сите недостатоци кои што се однесуваат од овој сегмент се поострија кривичните санкции. Понатаму во закон за спречување и превенција на спортските надпревари, за жал,
таквата норматива и заострување на казаната политика не доведе до превенција или намалување на насилството на спортските терени или надвор од спортските терени. Ние сме општество во кое што не влијат зголемувањето на кривичните санкции, односно на казните, пропорционално од аспект на она што значи норма и на самата појава. Што ги спречува македонските навивачи нели од за почитување на правилата ако не се строги законски регулативи? Па, мислам во оваа ситуација дефинитивно дека целокупниот општествен систем постои сериозна институционална контрола. И како во делот на превентивните програми, во делот на образованието. Знаете, имаме сериозни недостатоци. Вистинските навивачи се едуцираат уште во основното образование. Знаете, тие се детектираат исто како тоа е еден тренажен процес како вие да се обидувате да играте фудбал. Исто така навивачките групи се регрутираат од основните, од средното образование, па понатаму преку високото образование затоа што изразуваат одредена култура на одредено општество. Ние ги препознаваме одредени групи кои што навивачки групи доаѓаат од Шпанија. Вие знаете, го знаете стилот на одестувањето на шпанските навивачи, така? Го знаете на холандските, го знаете на италијанските, тифозите, знаете како се однесуваат навивачите во Англија и така, во германските навивачи. Ние сме препознатливи за разлика да ги земе исклучоците или добрата страна на фаланга која што оди навива кога играме ракометни репрезентации, што е навистина една позитивна слика како нели во дадена ситуација треба да се делува или да се влие во даденици. Меѓутоа овде во Република Македонија за жал имаме еден сериозен институционален дефект во делот и на репресијата, меѓутоа и во делот на превенцијата. Така, жално е што овој грозоморен чин со убиство на младото момче веднаш се поврза со спортот, кој е хумана дејност, или со фудбалот, пример, комитите во основата се поддржувачи на фудбалскиот клуб Вардар и така, и веднаш му се дава една црна дамка на самиот спорт, што апсолутно тоа се две различни работи. Ние го имаме законот за недолично однесување на спортски манифестации кој воопшто не го тангира овој немил настан. Да, практично овие насилства се случуваат обично надвор од стадионите на автобуски станици. Правилата се вака, 2 часа пред сите норми европски, пред надпреварот, пред за време и по надпреварот. 2 часа тука го опфаќа тој конкретно лек специјалис закон. Се ова друго што ќе се случи, тогаш колегата Лазар подобро знае, доаѓа кривичниот закон и други закони ги тангираат сите објективности. Сите тие затоа говорам дека е многу битно да процесот на прецизна и јасна истрага за овој грозоморен чин си иде во еден правец, а другиот правец, значи да го ставиме спортот и навивачките групи да си ја вршат сопствената улога која има примарната во општеството. Така да, меѓутоа за недолично однесување, за недолични коментари, лек специјалис законот си предвидува одредени санкции. Меѓутоа овде имаме грозоморен чин. Тоа е нешто сосема што е неповрзано со надпреварот. Ќе очекуваме да ја видиме законската квалификација, значи како ќе се квалификува ова кривично дело, за потоа да видиме како целиот кривично право е настан во едно јавно обвинителска нели кривична постапка и потоа во судска постапка ќе биде разрешен. Така, во оваа прилика јас би ви се заблагодарил за вашето гостување во Студио 1 и за оваа, да ја наречем, дебата што отворивме околу ова прашање и како потсетување за вашето гостување. Ви подаруваме по еден политички трилер од нашата Санта Аргирова, Времето на Перонов. А во продолжение на гледачите ќе им го покажеме прилогот на колешката Кристина Атовска, кој што ќе содржи деталите околу истрагата и околу убиството на младиот Никола Саздовски.